Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео во кое што ќе се обидам да правам се со лева рака. Знам дека можеби звучи малку чудно, али сите или функционираме повеќе со лева или со десна, или сме деснаци или сме леваци. Затоа ако ќе ми дадеш да правам нешто со лева, пример да најпросто да пишувам со лева рака, не можам, нема шанси. Така да во денешното видео решив да се обидам некои си така секојдневни активности да пробам да ги направам со лева рака. Како ќе ми оди и како ќе снедам, не знам, но ајде да дознаеме. Сега како ќе шетам со камерава и како ќе менувам локации ни собава, не знам. Али ајде да пробаме прво да пишуваме. Си седнав тука, пред мене го имам ова. Сега треба да го земеме ова и да пишуваме, ама не со оваа рака, туку со другата. Ајде да видам дали воопшто можам нешто да напишам. Гледате ли вие што пишувам? Еве го моето ремек дело. Вака јас пишувам со лева рака. Ајде да пробам уште. Видете, ова не е ни толку лошо колку може да биде. Ајде да пробам да напишам Стефанатор. Добро Ф, брат, добро Ф. Стефанатор. Одлично. За ова сите замисли вака да пишувам секад. Прв предизвик пишување. Не знам дали го наречам успешен, ваljda да, зашто е разбирливо. Барем колку толку иако е ужасно можеш да разбереш што пишува тука. Така да еве ќе речам дека можам да пишувам со лева рака иако е ужасно. Втор предизвик е што да пробам се, ајде да пробам да држам маус. Нема шанси. Ама чека малце. Уствари и вие што се леваци сигурно маусот не го држите со лева, така? Го држите со десна маусот. Така да со лева рака ваljda никој не држи маус во светот. Сега за да го држиш со лева не ни одговара да стои тука, туку треба да стои. Добро, ајде. Чекај, ако сум способен да ја пуштам најјаката песна на свет, тогаш сум добар. Пишувам тука. Еве со лева рака и тоа го пишувам. Вака. Првото што искача. Ова. Моја мила дамо, чекај малце само. Около водата сними кој најновиот канон. Чим успев да пуштам, значи најаката песна, ќе го рачунам и вториот предизвик за успешен. Одиме следно. Сакам да пробам дали е воопшто возможно јас да јадам и да си направам пример некој сендвич со лева рака. Идеме да го пробаме тоа. Гледај, како ќе ја поставам камерава, ни ја не знам сега. Ја пример да дојдам вака. Добра, не е битно толку ја да се гледам, битно е да се гледа ова тука што ќе биде. Си имам тука лепче, си имам паштетичка и си имам мојата уште од мал ми е постужавников Don't Judge, најпрегрзниот постужавник со снежана. Сега, ќе земеме една кришка, зашто сега сигурно нема да јадам, зашто снимам, али еве тоа направиме. Сега со лева имаме тука паштета, ја отвараме, како да си, не знам дали да си помагам воопшто, ваljda морам да си помагнам за да ја подотворам. Си зијам вака паштетичка. Не можам да земам ако не си придржам, можам да се придржам со лева, со десна. Фала. Еве, и сега да пробам да намачкам. Добро, не е ни толку тешко. Моја мила дамо, чекај малце само. Професионален мачкач на паштети. Можеме сега да идеме погоре. Добро, ваljda трет предизвик успешен. Така. Добро, јас се дојдам па ќе си продолжам со идејата. Добро, откако си се најававме, мислам дека е ред да одиме во тоалет, да пробаме да измиеме заби. Тама нели после јадење, за да не ни остане храна, нели да не ни остане храна меѓу заби, да се измиеме заби. Ајде. Сме тука. Сега. Постои голема опасност мене камерава да ми падне од тука. Леле, ако ми падне у шолја, мислам дека тек тоа ќе го имам најакото видео, со најакиот наслов. Си зијаме тука четка, ќе зијаме тука пастичка, ќе правам све со лева. Тоест да ставам сега паста со лева или да го држам ова со лева. Нешто мора. Обично кога правам со десна, го правам ова. Не, обратно го правам ова. Значи ќе го правам ова сега. Ајде. Добро. И ова беше многу, не ставите волку многу, не ви треба волку многу. Ама ајде да пробаме. Четка со лева све. Малце ја намокруваме и миеме. Добро. Многу е чудно, стојам со десната рака цело време вака, сакам нешто направам со неа, не можам, си правам со лево цари. Ја во принцип го замислав многу потежок цел предизвик, зашто ми е многу чудно да правам било што со лева, ваljda пишувањето е најтешкиот дел, а оствари себе друго е
Општо све е стварна навика. Не е толку тешко, го замислам многу потешко целиот овој процес. Ајде сега да ги домјам и да го изгасам ова од тука зашто ќе ми пропадне ушолја камерава. Што е сега следно? Си напишавме домашно, се најадовме, измивме заби и сега да искочиме. Добро, нема да искачаме зашто нема што да се прави, али можеме да се спремаме за искачање. Што ако пробам да испеглам мајца со лева рака. И општо ми иде многу тешко пеглањето и не секогаш е тоа совршено, затоа што јас сакам се да ми изгледа најсовршено што може, али не секогаш успевам да го доведам мајцата до совршенство, туку блиску до тоа кога пеглам. Али ајде да пробаме да видиме како тоа ќе би го направил со лева рака. Леле, кои сетапи за видеа ги правам. Ке се убијам, жими се. Стигне и ова да го правам на YouTube, добро. Еве ја изгужбанава мајца, се гледа валјда. И сега треба да ја пеглам. Можам ја продужниот да си го качам дури тука. Да ставам пеглава вака и малце да ја почекам да се загрее. Не знам дали може да ја направам да гледате боле некако од поблиску. Пример да спуштам вака подоле. Сега мене нема многу да ме гледате можеби, али кој сум ја па. Или да правам вака едноставно. Уште потешко ми било седејќи, ама ајде, пеглата е. Добро, само да не го направам ова. Ко малце имам вака згорено на рингла и ја оставам раката. Не знам дали ја раскажувано го сторите му нешто. Уште од тогаш ле се изморив, не можам зборам. Уште тогаш ја уплав од вакви жешки работи и допирање со рака. Ајде, идеме. Само со лева рака. Пеглам мајци поволно, муж за сва времена, домаќинка, кој сака нека си нарача цена поволно во инбокс, исклучиво во инбокс, тоа. Не можам. После кога ќе ти прашам некој шо правиш ти, шо снимаш на YouTube. Пиди па ти објасни му шо снимаш на YouTube. Пеглам мајци со лева рака. Офори мајко. Добро, мене мислам дека супер ми оди. Може вака додека си пеглам, мислам еден цел подкаст да си направиме, да се зборуваме за животот и за вредностите. Леле, многу почнав да не можам, значи многу ми е тешко. Вака да се осеќам некако безпомошен. Не ми е фул потенцијал вака со лева рака. Пример да земам вака со десна да правам, можам со ебре многу полесно, вака со лева ништо. Ле. Мене многу ме интересира уствари дали вие што се леваци имаме примери да пеглате или да правите било што друго. Дали го правите тоа со лева рака, све дали правите со лева рака. Или ја тоа малце си го земав по-сериозно, демек све прават со лева и сега себе и пеглај со лева. Тоа стварно не ми јасно, али може да ми го пишете доле. Добро, јас се откажувам. Гаси ова да не се запалиш. Еа како ја испеглав. Дали е добра? Ја мислам дека е совршена. Овлакаш вака, идеш од град и сите се твои. Шо ако го земам ова вака, леле, го држам цел сталак огромен. Добра, сум можел и вака да влогам, зависли по улица вака да гледат луѓе дека влогаш. Направив ли сте што требаше? Добро, јас секако мислам дека направив повеќе. Имав можеби запишано повише ствари за прајање, али видео више отиде кај што не треба. Така да мислам дека и ова до тука е доволно. Знам дека можеби ви е чудно видео, можеби малку повеќе, али ете ми текна да направам дури барав и по интернет, не можам ни странски видеа да најдам некој да го прави ова. Така да решив еве дека било многу креативна идеја што ќе биде ако ти правиш ствари со лева рака. Ета што ќе биде ништо спектакуларно, али малце потешко. Пример да правам сега секој ден со лева рака све. Мислам дека би ми било многу, дека се стварно навика и дека можеш да се навикнеш и така. Ако ви е многу досадно по дома, ако немате што да правите, мислам дека треба ако сте левак да пробувате со десна рака ствари, ако сте десна со лева и така. Извинете за чудно видео. Еве го завршувам и ветувам. Фала ви многу на целата поддршка. Лајкнете да го видео ако ви се допадна и не заборавите да се супскрајбите на мојот канал. И ние се гледаме во следното видео за многу брзо. Чао!